Еве јас да дополнам, покрај паркинг простора тука се наоѓа и новата практично детска градинка која што заедно со овој дел ќе биде комплетирана и ќе може да ги прими новите дечиња. И со тоа проблемот со детски градинки одека во општина Сопиште е горе-доле затворено како прашање, односно сите капацитети ќе бидат исполнети и ќе бидат задоволени практично потребите на оние граѓани кои што дечињата ги носат во детските градинки. Што се однесува до останатите проекти, имаме термоенергетска фасада во основно училиште во населеното место Чифлик и навистина се тоа на кое што се гледа овде во општината Сопиште, но и било каде во Македонија, за жал, можам да кажам, имајќи ги предвид и околностите и обструкциите од страна на владата, е навистина оптимистично и одговара на потребите и барањата на граѓаните и практично реализацијата на проектите од кампањата која што имавме за време на локалните избори минатата година. Голем дел од општините, тие најави кои што ги имам, и покрај тешките услови, би рекол, во рокот кој што беше предвиден од 4 години да ги реализираат проектите, ќе ги реализираат, а некои има најава да ги реализираат и за половина од тој период, па ќе мора нови проекти да се прават. Убеден сум дека со новата влада на ВМРО ДПМН голем дел од проектите на општините ќе влезат и во така наречените капитални инвестиции и ќе се почувствува што значи кога ќе имаме и општини и кога ќе имаме централна влада која што ќе ги поддржува општините, а не да ги опстува како што тоа го прави оваа влада. Така што навистина исклучително оптимистични резултати овдека во општина Сопиште. Ја само посакувам така да се продолжи, впрочем тоа го кажа и граѓаните на последните локални избори, го избра градоначалникот повторно, така што задоволни се и очекувам и тоа го избра со огромно мнозинство, 3 пати повеќе од неговиот против кандидат, очекувам така да се продолжи и во периодот кој што следи. Да, ви благодарам. Кои имате прашања? Господин Московски, предложивте вие тројно гласање, од власта се против референдумот. Пред малку имаш изјава и поранишниот премиер Зоран Заев кој што вели дека 75% од граѓаните се против, а останатите 25% се ВМРО-вци. Па сега не знам како дошол Зоран Заев до таа пропорција, но единствен начин да видиме дали е во право Зоран Заев и владата која што се плаши и претседателот кој што е многу исплашен е да го поддржат овој процес, да не го обструираат сега преку талач афери во парламентот, да дозволат најпрво да се соберат тие 150.000 граѓански потписи, а потоа и да се оди на референдум каде што граѓаните ќе можат да ја кажат својата волја, па тогаш ќе видиме каква ќе биде таа пропорција, дали е така или обратно, и тогаш ние сме возрастни луѓе, зрели луѓе, одговорни луѓе, ќе ја прифатиме реалноста, така таа реалност која што ќе изберат граѓаните. И затоа еве ги повикувам да се охрабрат и да излезат и да поддржат едно вакво референдумско изјаснување. Дали мислите дека ќе се стигне до потребниот цензус на излезени гласачи со оглед на тоа што и ние и за избори имаме проблем или имаме секогаш ниска излезност, и дали имате комуникација и со меѓународната заедница со оглед на тоа што тие постојано потенцираат дека добрососедските односи треба да се одржуваат и дека со укинување на договорите практично нема да се постигне целта за евроинтеграција? Добрососедските односи се разбира наш прв приоритет и како политичка партија, но и како држава, но во самиот овој договор за добро соседство и пријателство нема ништо добрососедски нити пријателски изминативе 2,5-3 години од страна на нашиот источен сосед. Јас меѓународната заедница сум повторил, ќе кажам и во оваа прилика, ја почитувам мислењето и немам никаков против тоа што доаѓа како официјална позиција на Берлин, Вашингтон, Париз, Лондон, Брисел и така натаму, но имам против тоа што доаѓа како официјална позиција на Софија. Затоа што таа позиција не е нити добрососедска, нити пријателска. И затоа, за да бидеме на сигурната страна, да бидеме овој пат самите тие кои што ќе одлучуваме, а не да веруваме на зборови, самите тие кои што ќе одлучуваат за својата иднина, повикувам на референдум. Второто прашање, дали мислам дека референдумот ќе биде успешен, ние пред да дојдеме до позиција да зборуваме за референдум, ги гледавме сите можности како да го напуштиме овој хегемониски и асимилаторски договор
кој што секако не е, како што му името, добрососедски и договор за пријателство. Постојат две опции. Едната опција е владата без референдум да го напушти преку министерот за надворешни работи. Тоа нема да се случи. Знаеме дека оваа влада тоа не може да го направи. И вториот е со граѓаните на референдум и затоа одлучивме да влеземе во оваа постапка на референдум. Претходно правевме многу анкети, многу мерења на јавното мислење. Од тие анкети можеме да заклучиме дека огромен процент на граѓаните, повеќе од 60% од македонците и повеќе од 50% од граѓаните се изјаснија дека поддржуваат референдум и дека би излегле на таков референдум да гласат. Тоа е доволна навигација за нас и затоа одлучивме да одиме чекор понатаму, да составиме прашање каде што ќе не може, ако ги следи законите и собраниските процедури Талат Џафери да го избегне со образложение дека собранието не е надлежно и така натаму. И денеска, колку што сум информиран, иницијативата, граѓанската иницијатива, која што ја предводам јас, го ополномошнив претходно координаторот на пратеничката група да ја достави до спикерот. Следен чекор е тој да ги информира двете собраниски комисии, Комисијата за политички систем и законодавно-правната. Очекувам во рок од 2 дена и тие да се произнесат дека иницијативата е уредна, да се гласа и да почнеме да ги собираме тие 150.000 граѓански потписи, а нормално во рок од 60 до 90 дена потоа да се случи тој референдум на кој што граѓаните ќе може да се изјаснат. И тоа е врв на демократското право и врв на демократијата. Не би гледал зашто би бил некој од меѓународната заедница против едно такво изјаснување. Недавава на седница на Советот за безбедност беа донесени некаков пакет мерки за пребродување на предстојната криза која што се најавува. Ќе помогне ли таа на државата? Нема, јас мислам, простете, ќе бидам директен, од тој состав што го видов таму, јас не очекувам нешто што ќе биде епохално, очекувам само продлабочување на проблемите кои што ги најавувам веќе една година дека ќе се случат. Се сеќавате, најпрво започна да лицитираат со 150 милиони евра потребни за да се преброди оваа криза, па после овој безбедносен совет за безбедност, како се нарекува Кепендаровски, излегува со двојно поголема сума од 300 милиона. Јас мислам дека и таа е мала, веднаш ако на нив име проблем, јас ќе им кажам, ја доведоа државата во ситуација да дури ни половина милиарда нема да ја спаси. Зошто ова го зборам? Затоа што тие во калкулациите не го ставаат стопанството. Стопанството се откажа. Нив не ги интересира што еден комбинат во Кавадарци од јули веќе не работи, а кој што учествуваше сериозно во бруто домашниот производ. Не ги интересира што еден друг сериозен комбинат во Радовиш не работи, кој што исто така учествуваше сериозно во бруто домашниот производ. Во најава се уште 3 други во Каменица, во Пробиштип и во Паланка дека ќе затворат и уште многу помали или средни компании кои што ги затворија своите бизниси бидејќи не се во состојба да ги плаќаат трошоците и односно економијата е прилично слаба. Тие не го гледаат тоа. Тие гледаат само таму каде може да договори во 4 очи да направат некоја комбинација како кој да формира фирма па да транспортира јаглен па да врати ваму или таму или па мазот, тоа нив ги интересира и затоа велат 300 милиона ќе треба. Они не ги гледаат сите оние проблеми кои што се соочува реалниот сектор, бизнисот, но јас и тие ги гледам и затоа велам најмалку половина милиарда ни е потребна за да ги поминеме овие 2 квартали. Четвртиот и првиот од до година, но третиот не е поминат. Затоа што сега сме месец септември, допрва треба да го завршиме третиот квартал. Се уште сме календарски во летото, есента не е ни дојдена ниту зимата, проблемите допрва ќе се случуваат, но чекам денеска да видам што ќе се случува во Прага на состанокот на министри за енергетика на Европската унија, да видиме кои заклучоци ќе дојдат таму, иако преку Политико ја слушнавме работната верзија на тие заклучоци и да видиме како тоа ќе влијае на пазарот на комодити, односно на енергенси. Така што мислам дека пред се средбата беше избрзана, средбата беше за да има добра фотосесија, без да има соодветен импут. А импутот требаше да се случи во најмала рака, ако требаше да има безбедносен, како се вика, Совет за безбедност, тоа да се случи после денешниот состанок на министрите за енергетика на земјите членки на Европската унија. И она што конечно можам да го забележам, таму ниту еден представник на локалната самоуправа не беше поканет ниту присутен, што е наистина катастрофално, бидејќи
ако општините не се мнозинството на СДСМ и ако директорите на јавните комунални предпријатија не се од СДСМ, тоа не значи дека треба да ги напуштиме и дека треба да заборавиме дека и тие се чинители, но такви луѓе ја водат државата, ја водат директно во амбиси, во пропаст и во банкрот и затоа ние бараме брзи, предвремени парламентарни избори, затоа велиме заедно со референдумот треба да имаме парламентарни избори и заедно со тие парламентарни избори, бидејќи Пендаровски е толку сигурен во своите изјави да имаме и предвремени претседателски избори, па сите три во пакетот да ги затвориме прашања и да видиме граѓаните во каква насока избираат да се движи Македонија. Имам уште едно прашање. Како ја оценувате работата на мешовитата историска комисија? Па се гледа евидентен е притисокот врз историската комисија и се гледа евидентно дека таа носи одлуки и подпишува документи кои што се практично резултат на политички притисок. И тука немаме никаква дилема и мислам дека колку побрзо се распушти, толку подобро ќе биде за нив, за да зачуваат барем малку стручно и професионално достоинство кое што го имаат. Во спротивно, навистина тоа малку што го имаат ќе го загубат. Информиран сум дека имале некаков брифинг таму, на кој што поканиле новинари и општествено активни чинители. Информиран сум од тој брифинг од прилика што е зборувано. Не би сакал сега, бидејќи бил затворен брифинг, јавно да соопштувам, но можам да заклучам врз основа на таа информација што имаме дека е лицемерно и правдање пред луѓето зашто морале тоа да го направат. Но евидентен е политичкиот притисок и мојот апел до нив е колку побрзо си поднесат оставка и ја напуштат, толку подобро ќе биде за нив. Во насока на енергетската криза, вие изјавивте дека албанска фирма генерира големи профити. Па видете, наместо тие вишоци да бидат понудени на домашниот пазар, на компаниите кои што еве сега веќе не работат, тие се понудени на компанија која што сосема случајно купува прекуграничен капацитет истиот месец од Македонија во Србија, односно во Косово, и потоа сосема случајно од Косово истите тие ги носи во Албанија и ги продава за потребите на кеш, односно албанската енергетска компанија. Ова е сосема случајно, а јас не верувам во случајности ниту во бизнисот, ниту пак во животот. И од тие причини можам да констатирам дека наместо да биде тоа понудено на домашниот бизнис и да бидат зачувани некои работни места, тие пари, тие средства завршуваат кај приватни компании кои што генерираат големи профити, а дел од тие профити завршуваат во џебови на политички мокници, еве би рекол, на Балканот. Да, ви благодарам.